Благодарам. Ова е еден од оние закони кои што се еклатантен пример за тоа како ВМРО ДПМН постапува согласно сопствената теза дека секој еден денар кој што од буџетот треба да заврши кај граѓаните треба да биде токму таму насочен за да не остане во буџетот, за да може некој да го доделува во тендери со 4 очи. Имено подолго време е поминато откако на матичната комисија е поминат законот. Останува прашањето граѓаните да си го постават зошто дури сега доаѓа вака на дневен ред за да може да биде изгласан и да влезе во полн ефект. Она што е особено важно е, ние имавме амандман поднесен на овој закон, баравме повратот да биде 2500 денари, заради тоа што сметавме дека буџетот барем во износ од 5,3 милиарди евра има финансиска кондиција за да уште 400 денари се вратат кај граѓаните, особено со инфлација од 20%, каде што скоро 1,5 година му требаше на министерот за економија да ги слушне забелешките од ВМРО ДПМН дека е потребно по примерот и на другите балкански земји, особено како што тоа е во Грција, да се направи една потрошувачка кошничка која од производите кои што најмногу се трошат во мало продажба и тие да се замрзнат, посериозна сума на средства да се одвојат од буџетот за да завршат кај граѓаните, со тоа што предложивме овие останати 400 денари, односно разликата помеѓу ова што го предлага власта и она кое што го предлагавме ние, да се одвојува одреден процент и тоа да завршува во некои организации кои што заеднички би ги договориле, дали е тоа за унапредување на одредени права помеѓу родовите, дали е тоа за унапредување на одредени права помеѓу одредени групи кои што се на маргините на општеството, но излезе дека само на ваквите групи или на овие родови права или на било какви права на таргет групи, односно на групи во општеството кои што се, да кажем, на некаков начин на самите маргини на општеството, се сеќаваат само кога е тоа дали некој меѓународен ден или кога ќе треба такво нешто да се внесе во целиот оној политички опфат за да се добијат некои поени. Така да сметам дека ова законско решение треба да се поддржи, кажав на почетокот зошто, но изразувам искрено жалење зошто мнозинството не сакаше ова да го направи до 2500 денари. Она што е еден чуден парадокс, еден несекојдневен пример, секогаш кога го разговараме со одредени групи на луѓе кои што се под исклучива контрола на власта, ја првпат во мојот живот сум видел луѓе да одбиваат да земат повеќе пари од буџетот. Тоа се обично оние организации кои што се далечински организации контролирани од партиите од мнозинството, па така да имаме појави во општеството кога луѓе има кои што и покрај тоа што им средува и покрај тоа што тие средства ќе останат во буџетот и она кое што е денеска само од денешниот пример ќе се повикам да го кажам, вице-премиерката за гонење на корупција ќе опоменува министри или членови на владата да не користат службени возила на партиски настани, тие средства наместо да завршуваат кај граѓаните ќе завршуваат во резервоарите на службените возила за да може политичките елити меѓусебно во иста партија да се пресметуваат. Истото тоа е ќе го гледаме случајот и во наредните денови кога големите душебрижници за студентски права или за било какви права ќе одбиваат по секоја цена да им доделат на студентите 160 денари, обидувајќи не сите дека 140 денари е сосема доволно и дека заедно се договориле и покрај тоа што ви кажам еден смешен лидершип на студентите ќе прво бараше 150 на денари, па потоа не сака да прифати 160 на сметка на 140. Сметам дека повлеков една добра паралела и покрај тоа што мнозинството реагира, сепак ете нека остане запишано на граѓаните дека одбиваат да доделуваат средства на физичките лица само за да можат овие од владата да ги полнат резервоарите, да патуваат со возилата и меѓусебно да се пресметуваат политички додека граѓаните ќе не може да сврзат крај со двоцифрената инфлација. Благодарам.